Тунели за бегство, обвинувања за мито и корупција, дилање дрога, закани по живот на командири и нивните семејства, палење коли на вработени. Во Идризово не се знае кој јаде, а кој пие и кој кого чува. Апсењето на 17 чувари зашто наместо да чуваат осуденик за убиство, чувале празен болнички кревет е последната капка која ја прели чашата. Хаосот во Идризово е причина што само минатата година 40 припадници на затворскиот персонал решиле да се заминат од работа. Според неофицијални информации на Алфа, причините се што преживувале тортури од затворениците, добивале закани по живот, па дури им ги палеле и колите. Како што тврди нашиот извор, никој не ги заштитил, ниту презел нешто. Пред нова година во Идризово се вработиле нови 80 луѓе, но и покрај оваа бројка, затворскиот директор Зоран Јовановски вели дека потребни се уште најмалку 100 кои ќе се вработат после изборите, зашто владата веќе дала зелено светло. На обвинувањата за лошите услови за работа и незаштитата на персоналот, тој се правда дека Идризово има одлични услови за работа и нуди високи плати. Според него, ниту еден вработен не си заминал од работа поради закани од осуденици. Точно е дека заминаа околу 40 на лица лани, но на тие командири на кои им беа запалени автомобилите, тие се останати на работа бидејќи станува збор за професионалци. И покрај лошата репутација за Идризово, сепак платите на чуварите со средно образование се движат од 35 до 40.000, а за командирите со високо се околу 50, па можеби и повеќе. Сега имаме околу 250 лица, но потребни се повеќе. Идризово има и спровод на лица и обезбедување надвор од затворските простории. Идризово одамна тоне во бунар, а ниту една влада не успеа да го расчисти хаосот во затворот. Пред неколку месеци, осуденици обвинуваа за тортури и мито на командири од Идризово, но обвинителството и МВР за сега не преземаат ништо. Лани во март затворските власти открија тунел за бегство, а пред 5 дена, при редовна контрола, откриени се уште два идентични тунели. Се претпоставува дека се ископани за бегство на поголем број на затвореници.